Извршниот комитет на ВМРО ДПМН е донел едногласна одлука изборите да се одржат на 24 април. ВМРО ДПМН во 14 часот и 30 минути започна средба со коалициските партнери од коалицијата за подобра Македонија. Претходно владеачката партија излезе со соопштение во кое вели дека партијата во целост ја прифаќа методологијата на ДИК за прочистување на избирачкиот список. Во петокот на средбите со еврокомесарот Јоханес Хан, ВМРО ДПМН, ДУИ и ДПА беа за избори во април. СДСМ беше единствената партија која бараше одлагање на изборите. Откако тоа не беше прифатено, лидерот на СДСМ Зоран Заев ги напушти преговорите. Министерот за образование од редовите на ДУИ Абдулаки Мадеми на социјалните мрежи напиша дека е многу веројатно изборите во Македонија ќе се одржат во предвремениот термин. 24 април сепак ќе биде важен ден за Македонија, напиша Адеми на Фејсбук. Сгоре на тоа ДУИ денеска соопшти дека ја прифаќа предложената и подготвена методологија од страна на Државната изборна комисија за прочистување на избирачкиот список. Портпаролката на еврокомесарот Јоханес Хан Маја Коцијанчич посочи дека е изводливо изборите да се одржат во Македонија според договореното на 24 април. Затоа е потребен меѓупартиски договор, а Брисел сака тие да бидат фер, додаде таа. Ние жалиме што не можеше да се постигне консензус за датумот на изборите во петокот минатата недела и покрај советите на ОДИХР и на ОПСЕ, дека договорениот датум во принцип е се уште изводлив, посочи Коцијанчич. Министерот за надворешни работи на Унгарија Петер Сијарто и неговиот австријски колега Себастијан Курц организираа работен поедок за евроинтегративниот процес на Македонија, а покрај останатите шефови на дипломатиите на земјите на Европската унија беа присутни и македонскиот вице-премиер Фатмир Бесими и министерот за надворешни работи Никола Поповски. Сијарто во името на Европската унија побара да се почитува волјата на македонскиот народ кој гласал за сегашната влада, а тој посочи и дека тоа што македонската опозиција не сака рани избори доволно говори за сегашната ситуација. Македонскиот народ гласаше за оваа влада на 4 избори поред. Сегашната влада не освои власт и позиција на лотарија, туку на парламентарни избори. Сите ние, не само членките на Унијата, туку и европските институции, мора да го почитуваме овој факт дека оваа влада ја освои власта на парламентарни избори, дециде не Сијарто. За однесувањето на македонската опозиција во земјата и нивното обструирање на договорот од Пржино, оценува дека ситуацијата е многу чудна, бидејќи, како додава, опозицијската партија не сака рани избори што е можно побрзо. Мислам дека е тоа многу кажува за сегашната ситуација, посочува Петер Сијарто. А шефот на австриското МНР Себастијан Курц исто така го поддржува мислењето и ставот на унгарскиот министер. Ние сите се согласивме дека ни треба целосна имплементација на политичкиот договор што беше посредуван од Јоханес Хан во минатите недели и опозицијата мора да го поддржи исполнувањето на договорот. Сакам да ја искористам можноста да и се заблагодарам на Македонија за многу позитивната улога што ја игра во бегалската криза. Тоа многу и помага на земја како што е Австрија, но и на Германија или Шведска. Сите се согласивме на состанокот дека треба да ја искористиме оваа година за да добиеме вистински прогрес на интегративниот пат кон Европската унија на Македонија, истакна Курц. Цената на нафтата на светските берзи падна минатата недела на над 10%, па прв пат по 12 години се спушти под нивото од $30 за барел, а може не и на тамошен пат. На лондонската берза цената за барел во петокот изнесуваше $28,94, што е околу 13% помалку отколку една недела претходно, а во еден момент се спушти на само $28,82, најниско ниво од февруари 2004 година. На американскиот пазар пак цената за барел во петокот изнесуваше $29,42, а се лизна и на $29,13, најниско ниво од ноември 2003 година. Така е продолжен остриот пат на цената на нафтата во оваа година. Во последните 18 месеци, откако почна трендот на пат, цените на нафтата потонаа на помалку од $30 за барел, а одделни аналитичари велат дека би можела и дополнително да паѓа.